Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, доредојавте во 7-та епизода на Македонскиот христијански подкаст и денеска со Никола ќе зборуваме за вечен живот. Дали има поголемо нешто од вечниот живот? Не верувам дека постои поголемо нешто од вечен живот. Да живееш за секогаш. Тоа, како идеја, звучи нешто големо. За момент да замислиме што значи вечен живот. Ние живееме тука на земјата и, јас имам 25 години и јас може да си представам што значи 25 години. Некој може што ја гледа емисијата, епизодата, има 70 години и може да си представи 70 години што значат во животот. Но, Библијата ни зборува за вечен живот. Живот за секогаш. Живот без крај. Тоа не е само идеја, туку тоа е реалност. Тоа е вистина и ќе видиме во оваа епизода зошто е вистина. Зошто ние христијаните веруваме дека постои вечен живот. Кои се тие докази? Кои се доказите кои ни докажуваат дека навистина постои вечен живот? Бидејќи низ историјата на човештвото, уште од првиот век после Христос, односно од 33 година кога Исус беше распнат на крстот, кога почина, беше погребан и кога воскресна на третиот ден, уште од тогаш луѓето кои го посведочија, кои го видоа воскреснат, како оживе од мртвите, како ги поучуваше и после се вознесе на небото, тие луѓе потоа го ширеа евангелието, односно го кажуваа она што го видеа, што го доживеа. И ден денес, после 2000 години, го славиме празникот Великден. Велик ден, значи тоа е голем ден, голем празник. Нешто што се случило пред 2000 години, од прилика, ден денес е актуелно и се уште важи и е нешто што ние се сеќаваме на тоа, а празникот е само еден доказ или само еден аргумент дека ден денес се уште тоа важи и се уште тоа е вистина и нема да престане бидејќи тоа се случило еднаш во историјата на човештвото и ќе трае до крајот на светот. И сега сите христијани на светот го слават, нели? Великден, односно воскресението на Господ Исус Христос, рековме. И каква врска има воскресението на Господ Исус Христос со вечниот живот? Ќе прочитам еден стих од Библијата. Тука зборува апостолот Павле, односно има напишано апостолот Павле, едно послание, односно првото послание до Коринтијаните, 15 глава, 14 стих. И стихот вели: А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е и вашата вера. Цело христијанство се базира на овој аргумент, дека Христос воскресна од мртвите. И нашата вера не е празна, туку тоа е вистина и секој што верува во Господ Исус Христос, дека тој умрел на крстот за неговите гревови, бил погребан и воскреснал на третиот ден, има вечен живот. Аргументот или доказот е дека Исус воскресна од мртвите. Тоа е доказот. Ако не воскреснал, тогаш ова што го правиме со Никола, а и Павле, што го проповедал Евангелието, било напразно. Јас не верувам дека тоа би обстоило 2000 години, ако не било вистина. И во тие 2000 години, христијаните биле прогонети, убивани, мачени за оно што го верувале и што го кажувале, што го посведочиле. Че сите апостоли биле погубени, освен Јован, заради својата вера, односно заради сведоштвото за Господ Исус Христос. Тие биле очевидци, со своји очи виделе, со своји раце го допреле Исус, откако тој воскреснал. И не можеле тоа да го негираат, туку го кажуваа насекаде низ светот. Бидејќи нема поголема работа од некој да воскресне од мртвите, да се врати од мртвите, да оживи од мртвите. Нема поголема работа од тоа. Но тоа, оној кој воскресна од мртвите, не е било кој, туку тоа е Господ Исус Христос. И тој даде една изјава во Светото писмо, ќе прочитам една од изјавите негови.
Во Евангелието според Јован, 11 глава, од 25 и 26 стих ќе прочитаме. Исус и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее, и секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Прашањето беше тогаш за Марта, сестрата на Лазар, кого Исус го воскресна, а сега прашањето на Исус е до тебе. Веруваш ли во ова? Дека Исус е воскресението и животот. И ти ако веруваш во Исус, имаш вечен живот. Дали ти веруваш во ова? Многу директно прашање. Сега, сакам да те прашам, Никола, колку вреди вечниот живот? Да конкретно за ова може да се кажува не само за ова прашање, мислам пред се за ова прашање, но и за ова тема што воопшто ја покренавме ова епизода, што воопшто одлучивме да ја снимиме, има да се каже премногу, пошто како први стих што го прочита ти скроз на почетокот на епизодата, ако не воскресеше Христос, нашата проповед, значи и ние можеме тоа за нас да го кажеме, значи како што рече не само Павле или Петар или кој да бил апостол, значи секој што кажува за Исус Христос, што го проповеда Евангелието, ако не беше воскресението Христово, тоа ќе беше сето тоа излегување и трошење време и така натаму, ќе беше за џабе, значи не може да ќе беше потрошено времето, не може да биде искористено времето, затоа што воопшто не излегуваме тука, се појавуваме пред камера и одвојуваме време за да прочитаме Светото писмо, односно да ја кажеме, да ја надовестиме радосната вест, Евангелието, значи тоа ќе беше напразно, ако беше лажна, значи Христовото воскресение ако беше лажно, ако не беше вистинито. И еден стих би прочитал јас конкретно за што значи на некој начин вечниот живот, колку вреди и колку вреди според мене, ако можем да кажем, би прочитал од Евангелие според Матео 16 глава 1 стих, 26 стих, ќе го прочитам, кој вели: зашто каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет, а на својата душа и напакости? Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Значи тука колку вреди, значи вечниот живот, нас не вреди според мене се, значи нашата душа вреди вечниот живот, вреди чим самиот збор ти кажува на вечен живот, значи важи вечност, значи тоа вреди нешто вечно, што ние вака луѓето со нашите ограничени мисли, ограничени сваќања и сите ограничености што ги имаме воопшто како битие, како созданија, обични созданија, а на друга страна Бог, Создателот, кој тој Создател на се и не можеме да правиме споредба помеѓу нас и Него. Вечниот живот вреди нашата душа, вреди све, значи вреди тоа нешто вечно кое со зборови вака не може, човек не постои кој може на некој начин да го опиши тоа, да ја опиши вредноста на вечниот живот, или па ако речеме за многу работи кога и го имате слушнато зборот, тоа нештото за кој да е нешто се зборува, ќе речат тоа е бесценето нешто, автоматски кога ќе рече, кога се каже тој збор, некој ќе кажеме тој збор, тоа нешто е бесценето, автоматски ни доаѓа некои наши работи, некои наши ограничености кои му дават цена на некое нешто кое ние го нарекуваме бесценето, дали цена во смисла на пари, во смисла на злато, на јадење, и така натаму. Сето тоа кое во овој свет има цена, знаеме да кажеме пример за толку и толку нешто, пример, ки можеш да купиш со пари нештото, со одредена сума на пари. Ова нешто, вечниот живот кој Господ Исус Христос, значи го дава, не треба ние да платиме нешто за да го добиеме вечен живот, но веќе е платено со крвта Христова. Тоа вреди нешто неописливо е на некој начин, вредноста, таа вредност, неговата вредност на тој вечен живот кој Господ Исус го дава на оние кои се кај за своите гревови, го дава својот живот на Исус Христос и го прима,
Господ Исус Христос за свој личен Господар и Спасител, секој ден кој го направи тоа, го добива тој вечен живот. А вредноста на тој вечен живот ние не можеме да ја измериме, само можеме кога ќе читаме низ Светото Писмо, низ Библијата, да видиме дека Исус со вакви зборови, со вакви изјави вели дека човекот каква полза има кога го придобие целиот свет, а на својата душа му напакости, односно го одбие Господ и му напакости на својата душа, и резултатот ќе биде оне кој ќе зборуваме понатаму за тоа, за резултатот ако го одбиеш Бог, и ако одбиеш неговата понуда за вечниот живот. Понатаму ќе спомниме кој е резултатот и кои се последиците, а за вредноста на вечниот живот, да, јас мислам дека според моето ограничено разбирање би рекол дека не може да се опише дан, но исто така вредноста е нашата душа, значи нашето битие, твојот вистински ти, кога ќе речеме, вистинскиот ти, тоа е твојата душа, таа е вредност која ќе читаме малце во Светото Писмо, тоа го разбираме до негде, но другото понатаму би рекол е неописливо и мал збор, ако речеме, безценето, пошто ние сепак со нашите своји замислувања пак знаеме некои работи да му ставаме цена, иако на вистина необјаснливо тие се безценети. Едно од нив е ова, единствено би рекол. Интересно, да. Оне што го каже Господ Исус, нели, вториот дел, или што ќе даде човек во замена за својата душа. Ако денес Бог ти ја побара твојата душа, односно твојот живот, што ќе дадеш ти за замена? Дали има нешто што можеш ти да дадеш за да ја задржиш твојата душа, за да продолжиш да живееш понатаму? Некој да е милиардер, најбогат човек на светот, цел свет ќе му го даде. Дали тој може да ја спаси својата душа со сето свое богатство? Не. Тој ќе замине од овој свет и сето она што го имал ќе го остави тука на земјата. Но, иако тоа е вистина, Бог дарум, поради тоа што тој сака да ни даде вечен живот, го дава тоа бесплатно. Без разлика, некој да е милиардер тука или да нема ништо тука на земјата, вечен живот Бог дава бесплатно, безусловно и незаслужено. Кога ќе кажам безусловно, единствена работа што треба ние да направиме, ајде кога ќе речем работа, не значи дека ние треба да сработиме нешто, туку нешто што треба да го направиме е да веруваме. Да веруваме во Бог и да веруваме во Господ Исус Христос. Дека преку неговата жртва на крстот, преку неговата пролеана крв, нашите гревови се простени. Со Христовата крв ние сме измиени. Нашите гревови се измиени. И ние сме побели од снег, односно оправдани во Божите очи, и како што Христос воскресна од мртвите, така и ние ќе воскреснеме, односно Бог ќе не воскресне. Ако веруваме ние во Христос и целосно му се предадеме на Бог. Во молитва му ги исповедаме нашите гревови и веруваме дека Исус ја плати казната за нашите гревови. Тоа е, едноставно е. Ќе прочитаме подетелно околу овие прашања. Меѓутоа, доста интересно. Само иницијатор за размислување. Колку вреди вечниот живот? Колку сте спремни да платите за да добиете вечен живот? Се. Сега ќе видиме како да го добиете вечниот живот. Но претходно, сакам да отворам уште едно прашање. Како знаеме со сигурност дека постои Бог и дека има вечен живот? Сега малце ќе аргументираме во врска со тоа, да видиме кои се аргументите, кои се фактите дека постои Бог и дека има вечен живот. За постоењето на Бог ќе прочитаме во Светото Писмо, во посланието до римјаните, од првата глава, од 19 до 25 стих, и таму пишува: зашто ним им е познато она што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа.
па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божеството, можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите, па така немаат изговор. Зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистотата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив кои Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонуваа и служија на созданието место на Создателот, кој е благословен довека. Амин. Овие стихови се многу силни стихови и 19-тиот и 20-тиот стих, првите два стиха кои ги прочитав, ни зборуваат дека преку творбите, односно преку се она што е создадено, ние може да знаеме со сигурност дека некој го создал тоа. Позади ова создание стои Создател. Ако видиме се што е создадено, небото, звездите, месечината, сонцето, земјата, растенијата, животните, луѓето, водите, реките, езерата, морињата, ќе видиме дека се е создадено од еден интелигентен Создател, од еден креатор. И се има свој дизајн, своја смисла, цел и функционира. Доколку земеме само микроскоп и разгледаме како функционира нашето тело, ќе останеме фрапирани или фасцинирани, бидејќи нашето тело е еден механизам кој функционира, се креираат нови клетки, се обновуваат ткива и така натаму. Чи нешто што е фасцинантно, што функционира, што има свој дизајн, своја смисла, своја цел. Тоа не може да настане случајно. По тоа знаеме, длабоко во нас, во нашето срце, дека постои Создател. Самото создание, ова е нешто совршено направено, но ние поради гревот сме заслепени. Не го гледаме Бог. Но Бог е милостив. Бог може да ни го тргне тоа слепило. Тоа слепило нашите очи за да го видиме. Но секој човек може да знае со сигурност дека постои Бог. Доколку искрено се покае во своето срце, односно свати дека сгрешил и дека му е потребна прошка на гревовите. И гледајќи го созданието, тоа самото ни сведочи дека постои Создател и никој не може да каже па јас не знаев. Но не, самото создание е голем сведок дека постои Создател. Како што кога ќе видиме некоја куќа, иако ние не го знаеме оној што ја изградил, но заклучокот е дека позади неја постои некој градежен инженер, градежен работник кој го изградил сето тоа. Доста битно прашање, така, за постоењето на Бог. Тоа го разјаснивме. Како можеме со сигурност да знаеме дека постои Бог? Одиме на втората точка, а тоа е како знаеме дека постои вечен живот. За тоа ни сведочат очевидците, оние кои го видоа Христос воскреснат и самото Свето писмо, кое учениците го напишаа, односно оние што го видоа тоа, го запишаа. Со лично тие, оно што го доживеа, видоа, го запишаа тука. И тоа е едно сведоштво од очевидци. Не од луѓе кои го замислија тоа, туку луѓе кои го доживеа. Сега ќе прочитаме во прво послание до Коринтијаните, 15 глава, од 1 до 8 стих. Ви напомнувам, браќа, за Евангелието кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите, преку кое и се спасувате, ако го држите цврсто како што ви го проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил,
дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, и дека е погребан и дека воскресна на третиот ден, според писмата, дека му се јави на Кифа после на 12-те, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до денес, а некои починаа. Потоа му се јави на Јакова, па тогаш на сите апостоли, а најпосле ми се јави и мене како недоносче. Значи, самите писма, тука во овој контекст писмата се Стариот Завет, пророците, 500, 600, 700 години пред да дојде Христос, тие го најавија. Пророштво значи нешто што е предскажано, значи пред да дојде Христос 500-600 години, тие пророкуваа дека ќе дојде. И Христос го исполна тоа пророштво, че самите писма сведочат дека Христос е оној кој е испратен од Бога, кој требаше да биде ранет за нашите гревови, да пострада за нашите гревови и да воскресне. Може да прочитате во книгата на пророкот Исаија, 53 глава. Тука ќе ја најдете јасно опишана, јасно предскажана што треба да стани со јасно предскажано она што треба да стани со Господ Исус Христос. Дека тој треба да пострада за гревовите на народот. Тоа беше некаде 600-700 години пред да се случи. Предскажано пророштво. Така да има докази, има аргументи. Тоа е истината, тоа е реалноста. Потоа, очевидците, значи, повеќе од 500 браќа го видоа Исус воскреснат. Го видоа 12-те ученици, апостолите. Го видоа Јакова. Јаков го виде Исус. Го виде Павле. Павле го виде Исус вознесен. Му се јави во видение, кога тој беше на патот за Дамаск, мислам. Тоа ќе го прочитате во Дела на апостолите. И Павле го виде Исус воскреснат. Имаше откровение, односно видение, го виде Исус воскреснат и тоа не можеше да го негира. Иако Павле беше гонител на црквата, ги гонеше христијаните, ги предаваше да бидат убивани. Но потоа Христос му се објави него и го промени за секогаш. И тој го виде Исус воскреснат и не можеше тоа да го негира. Току стана христијанин и ревносно го проповедаше Евангелието. И со сигурност беше убеден дека има вечен живот и дека Бог му дарил вечен живот преку Исус Христос. Бидејќи тоа го виде. И ние сега го имаме Светото писмо. Има еден стих во Библијата, тоа е случката кога Исус му се објави откако воскресна на учениците, на апостолите, кога беа собрани. И Тома првиот пат не поверува, односно не беше со учениците кога Исус му се објави. Вториот пат, кога Исус дојде, беше и Тома таму во истата просторија. И Тома имаше речено, кога ќе поверувам ако ги ставам прстите во прободените раце на Исус и во ребрата. И кога го виде Исус воскреснат, Тома рече: мој Господ и мој Бог. А Исус рече, тогаш му одговори на Тома: блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Тоа сме сега и ние. Ги читаме ние сведоштвата на тие луѓе што тоа го видоа. И блажени сме ако веруваме во ова. Многу е јасно. Кога веруваме ние во ова, Бог ни се објавува директно нас, во срцето наше. На духовно, со духовни очи, ние може да го видиме Исус. Доколку му пристапиме со вера секако. Самото слово ни кажува дека ние треба да веруваме дека постои Бог. И Бог ги наградува оние кои го бараат. Но прво треба да веруваат дека постои Бог. А дали постои Бог, ни сведочи самото создание. Тоа е многу, многу едноставно. Но треба да се прифати со вера. Значи, Исус, после неговото воскресение, беше 40 дена на земјата и беше со учениците, ги поучуваше и неговите зборови
пред и по воскресението се запишани од апостолот Јован, Евангелие според Јован, Евангелие според Матеј, Евангелие според Лука, Евангелие според Марко, се запишани зборовите на Господ Исус Христос. Ви препорачуваме да ги прочитате. 40 дена учениците има заедништво со Господ Исус Христос. И тој ги поучуваше. После неговото воскресение. Потоа се вознесе, односно седна од десната страна кај Бог Таткото и ќе се врати повторно. Сега Исус е од десната страна на Бог Таткото и се застапува за сите верници. И тој се моли за нас, се застапува за нас. Ова е она што се случи за деновите околу Великден. И сега прашањето е како човек може да добие вечен живот. Нели, ние спомнавме неколку стихови, но ајде малце подетално да навлезиме во темата. Никола, како човек може да добие вечен живот? Да, ако претходно што сме зборувале во врска со конкретно тоа прашање, иако може да не било таа темата претходно кога сме зборувале на другите епизоди, за вечен живот сепак, како што кажавме на почетокот, ако не беше пак Христовото воскресение, значи неговата победа врз смртта, нашата проповед, воопшто што сакаме да го споделуваме Евангелието ќе беше напразно. И поради тоа вечниот живот заприметуваме, гледаме дека е најбитното нешто, односно прво воскресението Христово е најбитното нешто за еден човек, бидејќи како што спомна Димитар, не еден од аргументите на постојањето на Бог, дека е созданието што го гледаме околу нас и самите ние и смислата на тоа создание. Оти тоа создание не беше создадено без мисла, оти на Бог му беше досадно или немаше што да прави, како многу од нас што ние. И нашата смисла и цел во овој живот, како созданија, откога поверувавме во Бог, сега чеда Божи, е односот со нашиот Создател, односот со нашиот Спасител и Господар, Господ Исус Христос. И на некој начин нашето познавање, препознавање и познавање дека тој е Господарот на земјата, Господарот на небото и на земјата, како што и да речеме, како што Тома рече, кога ги допре неговите рани, мој Господ, мој Бог. Значи, секој еден кој заприметува и сваќа дека без Господ Исус Христос е изгубен, е обичен грешник, без Господ Исус, значи, со тешки зборови тешко кажано, ама таа е реалноста, без Бог, сите без Бог сме изгубени и ни треба Спасител, кој ќе не најди, кој треба да не спаси, да не земи како овцата што беа прави параболата Исус, како овцата што ја зема пастирот на рамото и ја носи назад во стадото. На сигурно, така е и со нас. Значи, може да добие вечен живот човек. Јас би прочитал од Евангелие според Јован 3 глава, 2 стиха, односно 3 со се од 3 до 5 ќе биде. Тоа е кај разговорот помеѓу Исус и Никодим. Таа е случката, имаме преходно повеќе пати прочитано. И таму вели, Исус му одговори и рече: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече: како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Значи, тука во овие 3 стихови читаме дека во Божјото царство, за да влеземе, односно да имаме вечен живот, ние треба да се родиме
озгора, од озгора, како што Исус вели, ако не се роди, нема да го види. Тој што нема да се роди озгора, нема да го види Божјото царство. И можеме никако Никодим тука да се запрашаме како може човекот кога веќе е возрасен, кога е голем, пораснат, да се роди наново. Не може пак да оди во својата мајчина утроба и да се роди наново. Значи, тоа е прашањето кој Никодим го поставува и може и некој од нас кој или пред да сме разбрале што мисли Исус на овие зборови, ние сме го прашувале тоа прашање како Никодим и може некој од вас сега се прашуваат кога го гледат ова или кога го читаат ова, што го пише во Светото писмо, се прашуваат како може човек да се роди наново кога е веќе возрасен. Господ Исус Христос кога вели дека ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство, вода и дух мисли, како што спомна Димитар, дека тој стихот блажен е оној кој не видел а поверувал. Дух значи нешто невидливо, нешто што не го гледаме. И ако не се роди од вода и дух, Исус вели односно со други зборови, ако не поверува во Господ Исус Христос, кој за нас вака во тело да го видиме, не го видовме, не го имаме видено и него и неговата смрт на крстот и неговото воскресение, како што многу очевидци беа во тоа време, кога како што читаше сега Димитар од Светото писмо и ние не бевме дел од тие очевидци, но затоа Исус вели за тие кои не беа очевидци, вели а поверувале, вели блажени се оние кои не виделе а поверувале. И добивањето на тој вечен живот е кога, како што спомнавме претходно, еден човек кога ќе види дека без Бог, без Господ Исус Христос е изгубен, е грешен, е грешник, дека му треба спасение, му треба спасител, за да му го даде тоа спасение, а тој спасител е Господ Исус Христос. Значи да ги признае гревовите пред Господ Исус Христос, да признае дека му изгрешил, дека се кае за тоа што го направил и дека го прифаќа Исус Христос за свој Господ и спасил, дека неговата жртва на крстот ја прифаќа и дека важи за него и вистината, иако не ја види и тој верува, без да види, бидејќи Господ Исус во еден од стиховите во Светото писмо вели никој не може да има така некако слично беше, никој не може да има вера ако не му ја даде Бог, ако не му биде од Бог даден. Значи, секој еден човек кој го заприметува тоа е прави таа промена, поверува во Исус Христос, ги признава своите гревови и верува во Господ и става својата надеж во Господ, тоа е поради Него, поради Исус Христос, не поради тоа што ние сме многу јаки луѓе, многу јаки мажи и сега јас сум јаки, имам вечен живот поради тоа што имам свој достигнувања во животот, сум добил не знам какви дипломи, не знам какви одобрувања од некои си луѓе и сега јас имам вечен живот. Не. Далеко од тоа, ние вечниот живот можеме да го добиеме со тоа што ќе го прифатиме Господ Исус Христос за наш Господар и Спасител и неговата жртва, да поверуваме дека тој на крстот на Голгота ги зеде врз себе нашите гревови, мене, тебе, него, на цел свет, и дека тие гревови се веќе простени ако веруваме во него, во таа жртва, и дека не е простен, нека Бог, Господ Исус, нема да се спомни повеќе за нив, за тие гревови кои ги направивме, ако поверуваме во него, односно ако се обратиме кон него и поверуваме во таа жртва на крстот која се случи пред 2000 години, а исто така да поверуваме дека во фактот дека Исус Христос е жив, моментално е помеѓу нас и дека тој не сака и дека тој се застапува за нас, се моли за нас и дека тој моментално, кој што рековме, е жив, не е човечка измислица, не е некоја бајка, не е нешто измислено од луѓето за да се тешат кратко време, да се тешат колку да избегат од реалноста, туку Исус Христос е самата реалност. Тој е тој кој е реалноста и тој е оној кој го дава вечен живот и може да се добие вечен живот преку жртвата на Исус Христос. Да. Амин. Така е, така е. Сега Библијата зборува за две вечности. Вечна смрт и вечен живот. Ќе прочитаме стихови за
двете вечности, за да разбереме која е разликата. Вечна смрт во суштина представува вечна одвоеност од Бог. Значи Бог е наш создател и вечната смрт е вечна одвоеност од оној кој те создал. Ние сите луѓе имаме слободна волја. И Бог, кој е суверен, односно не зависи од нас, одлучи да не создаде нас и да ни даде своја собствена волја. Да одлучиме дали сакаме вечноста да ја поминеме со Него, во Неговото царство, или вечно одвоени од Него. Значи, вечна смрт е вечна одвоеност од Бог. А вечна одвоеност од Бог е да се биде надвор од Неговото присуство, без Неговото присуство. Значи, Бог да не е присутен во твоето место каде што си. А тоа значи дека вечната смрт е без љубов, без светлина, без радост, без мир и без живот. Ништо од тие работи нема ако Бог не е присутен. Пошто во Бог е животот, во Бог е љубовта, Бог е светлина, Бог ни дава радост, мир, живот. Се што е Бог, каде што го нема ништо од тоа. Значи, вечно да се одвоен од твојот создател. Тоа е страшно. Многу страшно. Во Откровение ќе прочитаме 21 глава, 8 стих. А на страшливците и на неверните, и на гнасните, и на убиците, и на блудниците, и на вражалците, и на идолопоклониците, и на сите лажци, нивниот дел им е во изерото кое гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. Тоа е нешто страшно. Езеро кое гори со оган и сулфур. Тоа е втора смрт. Значи, вечната смрт е вечно одвоеност од Бог. Тоа е едно езеро кое гори во пламен, со оган и сулфур, тоа е силен пламен. Но тоа не е создадено за тебе. Тоа е создадено за сатаната и неговите ангели, за демоните. Бог сака ти да одиш во вечен живот, а не во вечна смрт. Ќе прочитам уште еден стих во книгата на пророкот Даниел, 12 глава, 2 стих, зборува за идното време, за воскресението на мртвите, и вели: тогаш ќе се разбудат мнозина кои спиеа во земниот прав, едни за вечен живот, а други за срам и вечен презир. Втората смрт, вечната смрт, е срам и вечен презир. Кој би сакал да живее во такво место? Или да е вечно посрамен и вечно да биде презрен? Тоа е страшно. Јас не се чувствувам добро кога некој ме посрамува и ме презира. А замисли тоа за вечност. Ова ви го читам за да ве поттикнам да размислувате. Каде вие одите? Дали одите во вечен живот или вечна смрт? На никој не му посакувам да оди во вечна смрт. Затоа го читам ова. Сега ќе ви прочитам на другата страна. Вечен живот. Да видиме што е тоа вечен живот. Вечен живот значи да се биде вечно во Божјото присуство. Вечно во присуството на твојот Создател. Тоа е многу убаво. Каде што е Бог, таму има живот во полнота, во целост. 100% живот. Живот во целост. Љубов, Божјата љубов, радост, мир, правда.
секој оној кој е жеден за тоа, Бог го дава тоа даром. Ќе прочитаме за тоа. Тоа е вечен живот. Вечно во присуството на Бог. Вечно во присуството на нашиот Создател. Кој е љубов, кој дава мир, радост, во полнота, во целост, за секогаш. Ќе прочитаме во прво послание до Коринтијаните, 2 глава, 9 стих. Таму пишува: туку како што е напишано, што око не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. Каков охрабрителен стих. Која реалност е тоа? Што ние не го имаме досега тоа видено, што ние го немаме досега тоа слушнато, што на наше срце не дошло. Тоа Бог го има приготвено за оние кои го љубат. Фасцинантно. Нешто што ние не можеме да си замислиме, а тоа Бог го има подготвено. Да, ова се што го гледаме, Бог го имаше во мислите и го создаде. А овде вика ќе создаде уште нешто поголемо, повеличенствено, посовршено од ова што ние го знаеме тука. И во Откровение ќе читаме повторно. Претходно читавме во Откровение 21 глава, 8 стих, а сега ќе ги читаме од 1 до 7 стих, каде што зборува Бог, односно Јован пишува она што го гледа, Бог што му го открил во видение, што ќе се случи во иднина и како ќе изгледа тој вечен живот. Значи, Откровение 21 глава, од 1 до 7 стих. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа, и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небо, од Бога стокмен, како невеста која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото, велејки: еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. И ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. И оној кој седи на престолот рече: ете, правам се ново. Уште рече: напиши, зашто овие зборови се верни и вистинити. И ми рече: се заврши. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и свршетокот. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Кој победува, го наследува ова. И јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син. Овие стихови ни опишуваат она што Јован го виде и што го направи Бог. Се прави Бог ново. И во вечниот живот, во Божиото царство, во Божиото присуство, вика, ќе ја избрише Бог секоја солза од нивните очи. И смрт нема да има веќе. Ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Овој свет, се што гледаме тука, ќе помине. Бог ќе создаде ново небо и нова земја, каде овие работи опишани тука ќе бидат остварени од страна на Бог. Бидејќи овие зборови се верни и вистинити. Верен и вистините оној кој ги кажал и има сила тоа да го направи. И 7 стих, уште еднаш, односно 6 и 7 ќе ги прочитаме, од 6 вториот дел и 7. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Кој победува, го наследува ова. И јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син. Значи, Господ ќе ти даде дарум, незаслужено, не можеш ништо ти да направиш во однос на тоа, не можеш да го платиш, току тоа е дарум. Ќе ти даде Бог дарум од изворот на водата на животот. Значи, вода на животот. Ќе ти даде Бог дарум. Кој победува, го наследува ова. И јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син.
Значи, ние стануваме Божји деца. Ако веруваме во Господ Исус Христос, тогаш ние победуваме, бидејќи Господ Исус го победи светот, ја победи смртта. И има стих, ние сме повеќе од победници преку Христос. Тоа го пишува во Библијата. Кој верува во Господ Исус Христос, тој го победил светот. Со што го победил светот? Бидејќи Господ Исус го победи светот, ја победи смртта, го победи сатаната, сатаната е поразен. Кој верува во Господ Исус Христос, победува. И Бог е негов татко и ние сме негови деца. Бог сака да ти даде вечен живот. Но ти мора да веруваш, да му веруваш на Бог и да му го предадеш твојот живот во неговите раце. Сега одиме на заклучокот. Ова е многу сериозно прашање. Дали ти сакаш да одиш во вечен живот, во заедништво со Бог или во вечна смрт, вечно одвоен од Бог? Ова е сериозно прашање. Доколку сакаш ти навистина да одиш во вечен живот и да бидеш сигурен дека кога ќе заминеш од овој свет, ти ќе одиш кај Бог во неговото присуство и имаш вечен живот, можеш да знаеш уште сега, уште во овој момент, дали имаш вечен живот или немаш. И како да го добиеш. Ќе прочитам јас во Евангелието според Јован, во 3 глава, од 16 до 18 стих, да видиме тука што Бог кажува, како ние да сме сигурни дека имаме вечен живот уште овој момент. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, току светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божји син. Многу е јасно како ние денеска може да бидеме сигурни дека имаме вечен живот. Јасно кажува, Бог го возлюби светот. Бог те возлюби тебе, ме возлюби мене, го возлюби Никола и сите луѓе на земјата. И секој кој верува, вика, во Исус, кого Бог го испрати, има вечен живот. И преминал од смрт во живот. Тоа е многу јасно. Бог го испрати Исус, Исус умре на крстот за нашите гревови, ние сме сгрешиле, ние заслуживме да бидеме казнети со смрт за нашата непослушност, за нашиот грев. Меѓутоа, Бог го испрати својот син да умре на наше место, да ги плати нашите гревови. Нашите гревови се платени со смртта на Господ Исус Христос. Тоа е многу јасно. И секој кој верува во Господ Исус Христос, неговите гревови се платени од страна на Исус. Исус умре, беше погребан и воскресна на третиот ден. Ако тоа го веруваш, ти имаш вечен живот. Многу едноставно. Незаслужено, не со правење на добри дела, не со плаќање на одредена сума или со давање на нешто. И во Римјаните ќе прочитам, послание до Римјаните 6 глава 23 стих. Зашто смртта е платата, односно казната за грев. Но благодатниот Божји дар е вечен живот во Христа Исуса нашиот Господ. Значи, две работи се битни. Смртта е плата, односно казна за гревот. Сите сгрешивме, сите ја заслужуваме таа плата која е смртта. Значи, работникот работи за плата, а ние како грешници сме заработиле смрт. Тоа е казната за гревот. Тоа е платата која ние заработивме. Смрт.
Но вика, благодатниот Божи дар, незаслужениот Божи дар. Ние не заслуживме, но Бог ти дава дар, ти дава поклон. Вечен живот во Христос Исус нашиот Господ. Многу едноставно. Не е филозофија, не е нешто комплицирано, едноставно бара вера. Вера, понизност, да се признае дека сме сгрешиле пред Бог и да веруваме дека Исус Христос ја плати сета наша казна, сета наша вина, сиот наш грев на крстот на Голгота, умре за него, преку неговата крв ние сме измиени, нашите гревови се покриени, платени, избришани, Бог нема веќе да се спомнува за нив, дека беше погребан Господ Исус Христос и дека на третиот ден воскресна. И ако веруваме во тоа, Бог ни дава вечен живот дарум. Дарум, поклон, незаслужено, не со добри дела, не со правење на нешто, давање на нешто, плаќање, едноставно преку вера во тоа што Бог го веќе го направил. Го прифаќаме, го примаме тој поклон со верување, со нашата вера и прифаќање на Господ Исус Христос. Исус Христос треба да го прифатиме во нашето срце како Господ и Спасител. Господар, му го даваме животот во негови раце и му кажуваме: Господи Исусе, ти си сега центарот на мојот живот. Ти си мојот Господар, ти владееш со мене. И ти си мојот Спасител. Ти ме спаси од казната за гревот. Ти ме спаси од смртната казна. Верувам во тебе. Ти се доверувам целосно. Ти си мојот Спасител. И сега сакаме да се помолиме заедно, доколку не си сигурен дали имаш или немаш вечен живот, те молиме да ја молиш оваа молитва со вера. Со вера према Бог. Искрено од срце. Бог слуша. Бог е сеприсутен. Бог слуша. И Бог не гледа на лице, туку гледа на срце. Отвори го твоето срце и прифати го Господ Исус Христос за твој Господар и Спасител. Сега ќе се молиме, можеш да ја повторуваш оваа молитва со вера према Бог и Бог слуша. Може Никола. Океј. Господи Исусе, знам дека сум сгрешил против Тебе и знам дека против Тебе јас живеев и признавам, доаѓам пред Тебе и признавам дека живеев живот без Тебе и се каам за тоа што го направив, се каам за гревот и беззаконието што го направив против Тебе и против другите луѓе што го направив. Читајки кроз овие стихови и општо, видов дека ми треба Спасител и ми треба оној кој треба да ми избави од мојот грев, а тоа си Ти, Господи Исусе. Се каам за тоа што го направив досега во животот и дека живеев одвоено од Тебе, преку гревот. Сакам да Те молам Ти да дојдеш во моето срце, да зацаруваш во моето срце и да Те прифаќам за свој Господар и Спасител и од сега Ти да ми го водиш мојот живот и Ти да бидиш водич во мојот живот, а не јас како досега што бев. Верувам дека од кога ќе Те ставам Тебе како мој Господар и Спасител, ќе добијам вечен живот и ќе бидам заедно во вечноста со Тебе, во рајот, и ќе живеам со Тебе во Твое присуство за секогаш. Се молам во името на Исус. Амин. Амин. Да, значи, доколку молите со вера, Бог слуша. Секој оној кој ќе го повика Господовото име, ќе биде спасен. Тоа го кажува Светото Писмо. Денес е денот на спасението. Ако го слушнете неговиот глас, не ги закорувувајте, не ги затворајте вашите срца. Бог е вистински, Бог е реален. Бог спасува денес. Само треба да го прифатиме, она што го пишува во Светото Писмо, и да го веруваме во нашето срце. И
секој кој верува во Господ Исус Христос нема да се посрами. Што значи тоа нема да се посрами? Кога ќе се врати Исус, тој ќе воскресне. Исус ќе те воскресни, ти ќе бидеш во вечноста заедно со Него и ќе бидеме заедно сите во Божјото царство. Тоа е добрата вест. Вест која не разочарува. Вест за вечен живот. Вест дека имаме победа над смртта. И последниот пријател, смртта е поразен. Поразен е нашиот непријател. Имаме вечен живот во Христос Исус нашиот Господ. Амин. Се гледаме во наредна епизода. Доколку имате некои прашања, ви стоиме на располагање. Пишете коментар на видеото. Слободно може да не контактирате на makedonskihristijanskipodcast@gmail.com. Би биле повеќе од среќни да добиеме некое прашање и да може да разговараме со вас лично. Исто, доколку немате нов завет и барате, може да се обратите директно до нас на нашиот Facebook профил, Instagram профил или на мејлот и ние ќе ви испратиме нов завет за да може да растите во вашата вера, да прочитате што пишува во Светото писмо и што кажал Господ Исус Христос, а и неговите ученици. Ви благодарим уште еднаш што останавте до крај на оваа емисија и епизода. Се надевам дека ви беше на благослов и се гледаме во наредната. Пријатно!